Благодарам. Најпрво во мојата дискусија сакам да истакнам дека ја поддржувам во целост иницијативата еве од колегите кои што предлагаат измена и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Меѓутоа, сакам да го истакнам и тоа дека ваква измена на Законот за пензиско и инвалидско осигурување имавме 2011-2012 година, во периодот кога власта ја имаше ВМРО ДПМНЕ, а ДУИ беше во коалиција со ВМРО ДПМНЕ и заеднички предложивме измена на Законот за пензиско и инвалидско осигурување и на ваквите лица кои што беа загрозени, тогаш им овозможивме со докуп на пензискиот стаж да го остварат правото на пензија, посебно за оние лица кои што работеле, а работодавачите им го нема подмирено стажот, пензискиот стаж. И тогаш по наше барање, односно барање на граѓаните, на околу 10 до 20.000 граѓани им ја дадовме таа можност да можат да си вршат докуп на стажот за да си остварат старосна пензија, што имаше добар одзив кај граѓаните. Сега, значи, колегите предлагачи исто така барат продолжување на ова законска можност, значи, односно со измена на законот, да им се овозможи на оние лица кои што работеле и имат работено 15 години и го остваруваат, значи, тој еден услов 15 години работен стаж, меѓутоа работодавачите одреден дел од нивниот работен стаж не им уплатувале пензиско осигурување и сега им се дава можност тие самите лично со нивна доплата да го исполнат тој услов, односно да си го докупат стажот за да можат да остварат старосна пензија. Има мала измена во предлогот, ако со стариото законско решение услов за докупување беше 50% од просечната плата, така беше, мислам, сега има измена во тој дел, односно услов е 20% од просечната плата, за да биде 20% од просечната плата во изминатата година, значи има намалување на таа ставка. И во друга измена, мислам дека во предлогот нема од постоечкиот закон. Добар закон е, сметам дека доста од граѓаните кои што не го исполнуваат тој основ 15 години работен стаж а причина е неплаќањето на нивниот работен стаж од придонесите од страна на работодавачите, дека ќе може да си го направат лично тие, односно да си го докупат стажот и да можат да си добијат старосна пензија. Друг услов е исто така, не знам дали го потенцира колегата, дека лицата кои што ќе можат кои ја добиваат оваа можност, треба да имаат старост 65 години. Така мислам дека посочивте, колега. Значи, за граѓаните сакам да истакнам, за бидеме појасни, дека оние кои што биле во работен однос, работеле над 15 години, меѓутоа работодавачите не им го плаќале пензискиот стаж, а имаат 65 години старост, сега со ова законско решение, односно измена и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, тоа ќе можат да си го остварат лично со плаќање од нивна страна или пак од страна на нивната фамилија. Секако дека е иницијативата за поздравување, мислам дека ќе ја прифатат и колегите од позицијата, имаше позитивно
доста мислење и излагање и на Комисијата за труд и социјална политика и јас еве како представник од ВМРО ДПМН ќе го поддржам ова законско решение и сметам дека бројот на лицата кои што ќе можат на овој начин да си остварат старосна пензија нема да биде голем, надевајќи се дека работодавачите сега си работат согласно законот, односно редовно им плаќаат на вработените пензиски стаж, а некако порано нели бевме сведоци дека многу работници изгореа фактички од неплаќањето на пензиските придоноси од страна на работодавачите и тоа беше типично така за периодот на транзиција кога имаше преструктурирање на предпријатијата со државна собственост во кога отидоа во приватни раци, многу од фирмите отидоа во стечај, многу се ликвидираа, така да во тој транзицијски период настрада најмногу работниците. Сега, значи, со оваа измена и дополнување на законот се дава шанса некои неправилности од минатото да се исправат, односно повторно е на терет на работниците, бидејќи тие сега од сопствениот джеб си ги плаќаат придонесите, меѓутоа на некој начин се овозможува сепак да стигнат до старосна пензија со ова законско решение и измена и дополнување на законот. Затоа јас, како што кажав и на почетокот на моето излагање, ова законско решение ќе го поддржам и покрај тоа што почитуван колега како иницијатор за измена и дополнување на ова законско решение има доста работи недоречени а бидејќи е прво читање, мислам дека заслужува да пројде во прво читање ова законско решение, односно ова измена и дополнување, а во второ читање за подобрување на текстот на законот, мислам дека ќе интервенираме со неколку амандмани, се со цел да се подобри законското решение. Ви благодарам. Благодарам. Реплика пратеникот Исмаил